Убаво изгледа вечер во Охрид. Добро вечер Охрид, добро вечер Охригени. Добре дојдовте на првиот победнички митинг кој што ќе биде дел од победничкиот каз кој што ќе заврши на 15 јули на победничката коалиција за обнова на Македонија. Добре дојдовте победници и драго ми е што ве гледам. Добро вечер и до луѓето кои што пред мене стоje овдека, а тоа се кандидатите за пратеници од Охрид. Добро вечер до носителот на победничката листа на коалицијата за обнова на Македонија, Игор Дурловски. Добро вечер до коалиционите партнери кои што ги гледам, а кои што се вечера овдека во победничкиот Охрид со нас. И сакам да искористам оваа можност да се заблагодарам на оние охригени кои што таа 90-та година редеа камен по камен, цигла по цигла става, за да ние можеме денеска гордо да стоиме пред ова име ВМРО ДПМН. А тоа се основачите и ветераните на ВМРО ДПМН овдека во Охрид. Исто така сакам да се заблагодарам до секој еден член од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овдека во Охрид, кој што поминал дел од својот живот, работејки и жртвувајки се за Македонија најпрвен, а потоа и за сопствената партија ВМРО ДПМН. Сакам да се заблагодарам на сите оние кои што поминале низ структурата на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН овде во Охрид. Сакам да се заблагодарам до сите членки на Унијата на жени кои што поминале овдека во Охрид. И сакам да се заблагодарам на охригени за поддршката која што ни ја даваат изминативе години и оние кои што не ни ја даваа, а се надевам дека на овие избори на 15 јули масовно рамо до рамо ќе застанат со нас и ќе ја поразиме најпрви нова тригодишна пандемија која што ни се случуваше во нашата држава од ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев, а потоа да си ја обновиме заедно Македонија. Македонија денеска е пред избор. Граѓаните се пред избор, почитувани охригени, на 15 јули. Изборот е помеѓу ова раководство на СДСМ и Зоран Заев и против една нова енергија која што ја носи ВМРО ДПМН со победничката коалиција за обнова на Македонија. Јас сум убеден во мудроста на народот. Јас сум убеден во поддршката која што ќе ја добиеме на 15 јули. И не сакам да бидам надмен и да говорам бројки, да велам дајте ни 60 пратеника, затоа што со 60 пратеника ќе нема да бидеме толку ранливи колку што ќе бидеме помалку од 60. Но ќе бидам нескромен и реален, ќе кажам дека 60 пратеника на победничката коалиција предводена од ВМРО ДПМН се реалност на 15 јули. Историска победа на победничката коалиција предводена од ВМРО ДПМН. Мора да си ја исправиме Македонија, затоа да одбереме обнова. Македонија ни е денеска, почитувани охригени, драги сограѓани, браќа и сестри, понижена, омаловажена. Држава каде што македонецот се чувствува како граѓанин од вторет. Држава во која што за жал немаме вредности, туку невредности. Држава во која што неправдата и невестината царува. А ќе видите од другата страна политичари кои што за некој ден предпоставувам ќе дојдат овде пред вас, ќе ве гледаат во очи и ќе ви велат дека можеле. Излегува бесрамно пред граѓаните да кажат дека можат. Да, точно е, ќе се сложам со нив. Можеа 3 години да направат нешто што не направија.
а направија само една работа. Го исполнија ветувањето, а тоа беше ветувањето дадено таа далечна 2008 година, кога Зоран Заев рече да си ја свиткаме кичмата. Тоа е единственото ветување кое што овие луѓе го исполнија. Да, се слагам. Можеа да направат подобар договор. Можеа да направат договор. Да не ни го земат достоинството, честа. Да не ја навредат крвта и коските на оние јунаци, наши предци кои што живот даваа за оваа земја. Можеа, ама не го направија тоа, капитулираа. Затоа сме ние тука да го држиме тој пламен и да го засилуваме пламенот македонски, да биде вечен, да гори и да подсетува на нашата Македонија, онаа која што ја сонуваме. Можеа да го исполнат ветувањето од 500 евра просек плата. Само требаше да работат, наместо да возат мотори. Можеа да имаат докторите 100.000 денари просечна плата. Можеа младите да имаат реновирани студентски домови и студентски градови. Само требаше помалку Луи Витон ташни и купчиња со евра во чантите на политичарите, какви што ги гледавме пред некој ден. Можеа, да, точно. Можеа и да имаме реновирани болници, вистинско европско здравство, здравство кое што ќе биде ориентирано кон пациентот. Но што направија? Направија да денеска Македонија биде заложник на оваа брутална светска пандемија која што го зафати светот, COVID-19. Денеска светот излегува од оваа пандемија, а ние не само што не сме излезени, туку предпоставувам дека не знаат што да направат. Па Бога молат дневната статистика да биде помала и да речат еве се справивме, победивме. Се сеќавате на онаа пресконференција на оној наместо инфектоколог, политиколог, како се викаше, кој што во владата заедно со надлежниот и ресорниот министер и оној технички председател Спасовски велеа победивме, а веќе следниот ден соборивме рекорд со троцифрена нова бројка на заболени случаи од COVID-19. Рекордери сме по бројот на луѓето кои што за жал го губат својот живот на 1 милион жители. Таа е реалноста, почитувани мои сограѓани, почитувани охригани. Наместо денеска да се лекуваат нашите сограѓани во реновирани болници, европско здравство, се сеќавате, ни ветува, ние денеска сме рекордери по бројот на луѓе кои што се инфицирани, по бројот на луѓе кои што за жал го губат животот. Можеа, почитувани охригани, можеа од Охрид да направат туристички центар и вистински културен центар. А денеска, еве гледате што ни се случува. За жал, се разурнува и тоа што некој некогаш го градел. А тоа што некој некогаш го отпочнал, шајка не заковаа, цигла не ставија. А ветуваа, многу ветуваа, присетете се само на нивните ветувања, што све можеа да направат, а ништо не направија од тоа што ветија. Можеа многу да направат. За жал донесоа разочарувања, лаги, неправда, криминал и корупција. Каква е денешната реалност? Денешната реалност е Македонија хибриден режим. Македонија на 106-то место на скалата на транспарентност интернационал по корупцијата. Зошто е тоа така, ќе си го поставиме прашањето? Затоа што имаме Луи Витонов винителство и затоа што имаме трас судство. А ветуваа правда, се сеќавате, немало правда, немало мир. Да ги прашаат родителите на оние деца на Смилковско, каде е правдата? Да ги прашаат оние на Мартин Јанушев родители, каде е правдата? Кољо да го прашаат и неговите родители, каде е правдата? Не може да го прашаат. Затоа што предано згасна тој млад човечки живот. За потегнување на коса имаме 4 години затворска казна, за убиец 3 години. Таа ли е правдата што ја донесе Заев? Таа ли е правдата
Македонија за која марширавте. Не, тоа е неправдата која што денеска е реалност во нашата Македонија. Јас одбивам да живеам во таква Македонија и затоа сум овде пред вас, ве гледам во очи и сакам оваа тешка мрачна реалност да ја сменам. Сакам да живеам во модерна европска Македонија. Македонија која што ќе биде мајка за секого, каде што ќе нема граѓани кои што ќе се чувствуваат дека се граѓани од втор ред, каде што ќе имаме реновирани студентски домови, студентски градови, каде што ќе имаат студентите еден универзитет во првите 1000 според Шангајската листа. Држава во која што ќе се чувствуваме слободно да си ја кажеме мислата, во која што ќе немаме Луи Витон обвинителство и трас судство, каде што ќе немаме бизнис мокници роднини на премиерот на државата, каде што не можете бизнис да направите ако не посетите ресторан во Југоисточна Македонија. А таму се знае арачот колку е. Се брои во 15-20%. Тоа е арачот кој што денеска треба да го платите ако сакате во нашата Македонија некаков бизнис да направите. Скромен бизнис. Но не треба да очајуваме. Треба да се бориме. Јас одбрав да се борам против ова ваква власт, против ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. Денеска, на 24. јуни, се точно 30 месеци после оној 24. декември 2017 во Валандово, кога бев избран за претседател на ВМРО ДПМН. Точно 2,5 години потоа, заедно со вас, ги урнавме овие измамници од власт и имаме предвремени парламентарни избори. Ни велеа, имаше и такви. И се сложувам и ги разбирам. Тие наши сограѓани, браќа и сестри кои што велеа, на моменти сте млаки, треба да бидете пооштри. Но имавме план, имавме стратегија. Не вреди да се влегува во војна со туги синови, да гинат туги синови, на крај да изгубиме таа војна. Оваа наша политичка битка имаше јасна методологија и цел, чекор по чекор, за да дојдеме до целта. А целта ја гледаме пред нас. Таа е 15. јули. Јас верувам дека 15. јули народот на Македонија, граѓаните на Македонија без разлика на нивната етничка припадност, македонци, албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци, египќани, масовно ќе излезе и ќе ја подржи коалицијата за обнова на Македонија. Да ја исправиме Македонија заедно. Имаме програма наречена Проект обнова. Многу време, многу труд, многу напор, многу ноќи непроспијани, домашни и меѓународни експерти, партиски определени поддржувачи на ВМРО ДПМН, но и партиски неопределени, независни луѓе, оставија своја трага во овие 360 страници материјал, со кој што ние излегуваме пред граѓаните и ја бараме поддршката од граѓаните, ја бараме таа толку посакувана поддршка, за да си ја обновиме Македонија. Стоиме позади секоја буква, позади секој интерпункцијски знак, позади секоја реченица, позади секој пасус, позади секоја глава стоиме. Стоиме позади секој напишан збор. И бидете спокојни, поминете ги куќите, домовите, поминете ги улиците низ Македонија и слободно цитирајте го проектот обнова. Слободно, затоа што тој проект обнова во следните 4 години ќе биде реалност во обновена наша визионерска Македонија. Нема да дозволам да се срамите после 4 години затоа што сте ветувале, а тоа не било исполнето. Јас ви го ветувам тоа. Стојам пред вас и ве гледам во очи. Слободно излезете. Зборувајте со вашите соседи, зборувајте со вашите колеги, пријатели, познаници, со вашите роднини. Ова што е напишано, ова дело, проект обнова,
во следните 4 години ќе биде реализирано, а ќе реализираме и повеќе од тоа, затоа што имаме визија, имаме методологија и знаеме чекор по чекор како тоа да го испорачаме на граѓаните. Да направиме Македонија горда повторно, да ги кренеме гордо главите и да кажеме и тропнеме на маса, ние сме македонци, па што? Малку сме, ама толку сме, токму сме, македонци сме и горди сме. Затоа треба да си обновиме економски татковината. Затоа треба невработеноста која што е предвидена во проектот обнова да намалиме на под 10%. Затоа ни се потребни повисоки плати за 25%, за повеќе од 6.000 денари во еден мандат. Затоа ни се потребни поголеми пензии за пензионерите кои што се дел од овој проект обнова во целата оваа криза. Дали слушнавте од Зоран Заев и Оливер Спасовски една реченица за пензионерите? Една реченица дали кажа? 20% поголеми пензии. Тоа што ви го укина, тоа што ви го одзема овие 3 години, се ќе биде вратено. За вработените во образованието, доследно почитување на колективниот договор и плати до 36.000 денари. За вработените во здравството, вложување во образованието, вложување во кадарот, да не ги полниме клиниките во Западна Европа, во Америка и во Австралија, да си ги вратиме лекарите дома. Тоа се луѓе кои што нас ни се потребни да ги лечат нашите родители, да ни даваат медицинска нега нас, да им даваат на медицинска нега на генерациите по нас. Тие луѓе ние сме ги образувале, сме ги школувале, да не ги полниме западноевропските клиники, тука да си ги вратиме медицинските лица, персоналот тука, дома, во реновирани болници, реновирано здравство. Да завршиме започнатата инфраструктура, да завршиме она што ние го почнавме овие 3 години не можеа да го завршат. Имавме обезбедени кредити и проекти 3 години. Погледајте што се случува со автопатот кон Охрид. Што се случува со автопатот Кичев-Охрид. Експресните патишта кои што им ги оставивме не можеа во овие 3 години ниту еден да завршат. Избегаа изведувачите од Македонија. Да ги завршиме оние патишта кои што ги отпочнавме. Енергетски да ја обновиме Македонија. Тоа е дел од проектот обнова. Нови фасади термоенергетски каде што државата ќе покрие до 50% од трошоците за тие кои што ќе одлучат тоа да го направат. Бесплатен приклучок за газ до секој дом. Се сеќавате ли на онаа парола ајро-ајро? Се сеќавате ли на ветувањето за воздух? Се сеќавате ли на ветувањето за вода за пиење? Може ли некој од вас да се сети кој нов водовод, која нова брана, кој нов зафат го направија во овие 3 години? Нема да се сетите затоа што таков нема. А што се однесува до воздухот, рекорди соборуваме во светот по загаден воздух. Но доста е за нив. Ние знаеме дека од овие луѓе не можеме ништо повеќе да очекуваме. Замислете маестро Дурловски со еден транзиционен политичар кој што 90-тите го гледаме на политичката сцена. Што може да очекуваме ние од еден таков соперник на маестро Дурловски? Ништо. Буквално ништо. Повторно истите лаги, истите реченици, истата акцентска целост, истите празни ветувања. Што можеме од таков политичар како Радмила Шекеринска да очекуваме? Затоа Игор стои пред вас со сета своја чест која што ја градел низ Европа и се вратил дома да помогне во ова тешко време, невреме. Кога на Македонија е тешко, тој е тука со нас и е пред вас
i stoji zajedno ramo do ramo sa vas. Najpprvim, zajedno su Igor i pobedničkата lista во изборната единица 5, ќе ја поразиме Радмила Шекеринска, ќе го поразиме Зоран Заев, а потоа ќе си ја обновиме нашата Македонија. Браќи и сестри, имам уште многу што да кажам. Но сите велат дека ако зборуваш полого време, луѓето можеби помалку ќе те слушаат на крај. Затоа тука ќе сопрам, ќе се гледаме деновиве повторно. Јас повторно ќе дојдам во Охрид. Она што сакам да ве замолам, да не им веруваме на луѓето кои што лажни подароци носат. Да поддржиме обнова, да ја поддржиме вистината, да ја поддржиме честа и честитоста, да победиме заедно со народот на 15 јули, да освоиме рекорден број пратеници, а потоа да ги засукаме ракавите и да ја направиме онаа Македонија за која што ние, вие, нашите генерации сонуваат. Да сте ми живи и здрави. Да сте живи и здрави и горди победници на 15 јули. Да ни е вековит Охрид, да ни е вековито ВМРО ДПМН и да ни е вековита Македонија. Ви благодарам од срце.